околу комисијата, ајде сега да ја ставиме во рамки и нејзините одлуки да бидат од задолжителна природа, а не од советодавна природа. Оваа комисија постои, министер, многу време наназад во Министерството за здравство и затоа токму од тие причини јас не разговарам како персонални решенија, дали бил директорот, дали бил некој од професор со подолгогодишно искуство или биле уклучувани како што кажате претседателката на Сдружение на матичните лекари, тука немам ништо спорно. Него истиве овие луѓе слободно, значи без никаква задршка, да ги вклучиме во самава комисија, која што ќе биде законски влезена во целата работа, како комисија за борба против ковид, која што нормално ќе биде соодветно веројатно понатаму и финансиски надокнадена, ама нејзините одлуги ќе бидат задолжителни. Затоа што јас верувам, ево ќе ве прашам, не мора да ве прашам, пошто ајде тоа не е дел од амандманов, ама ќе одам како констатација. Се сеќавам минимум 2 до 3 одлуки на комисијата која што понатаму владата, за вклучително и министерството, не ги испочитува, а понатаму имавме одреден број на заболувања токму заради непочитувањето. И мене во таа насока ми беше за формирањето на владата, не дали оваа комисија е ваква или таква. Таа е таква каква што е, составена од сите стручњаци кои што ги кажавте, и затоа сметам дека ова треба да биде внесено законско решение кое што комисија ќе има не советодавно, туку задолжително да мора да се спроведуваат мерките од страна на истата комисија. И таа ми беше поентата околу цела работа и сепак ќе кажам дека во оваа комисија очигледно дека не од време на време, туку во константно присуство кога се состанува истава, мора и задолжително да бидат присутни матичните лекари заради бројката која што ја кажав врз основа на она што го имаме како податоци и се движи, како што ви кажав, од 2/3 до 3/4 од заболените или оние кои што се позитивни, сепак има тука разлика, се третираат од страна на матичните лекари. Значи не по потреба, туку секогаш треба присуствува. Меѓутоа, ако законски го решиме ова кое што јас го предлагам и веројатно и ќе дојде кога ќе е време да го предложиме, пошто вие не го предложивме, ве баравме на состанок, не дојдовте, а кажавте тука дека сме се видели на некаков си неформален, тој е веќе неформален со човек кој што воопшто не е дел од собранието. Ние како членови ве чекавме и токму ова работа требаше да ја поразговараме и да ја предложиме, па можеби и таа амандмански ќе беше решена сега или можеби во некоја друга подобра прилика. И таа е поентата вака на целиот мој разговор, не дека комисијата и луѓето кои што во неа се стручни или не, туку барам може слободно истата комисија да има, кога ќе донесе решение, да биде задолжително, а не врз основа на тоа како ќе каже премиерот или министерот за здравство, затоа што пак ќе кажам, имавме одредени ситуации каде што го видовме тоа како појава во изминатиот период, посебно додека беше карантинскиот. Ви благодарам. Кафјал министри.